Руинирана куќа без кров, без храна и парична помош е тешката судбина која живее 4-членото семејство Стефановски во Куманово. Трите сестри и еден брат со ментално нарушување на здравјето оставени се сами на себе, без кров на главата, соодветна терапија и храна. Од разговорот со Весна дознаваме дека веќе 8 години живеат, тоест преживуваат некако, бидејќи од тогаш им е руинирана куќата. Живеат благодарение на хуманите граѓани кои им донесуваат храна. Весна вели дека секој ден се надева дека ќе може нејзината куќа да се направи, но и покрај надежта се уште исто. Упати апел до сите хумани граѓани кои може да и помогнат со храна, облека, лекови и парична помош, за да може да им направат монтажна куќа. Дали може да се нешто монтажно во плацот? Тоа е добра идеја. Сега, да ни направат како што ни ветува една соба и едно купатило, тоа монтажно да биде. Тоа ќе биде, значи, ќе се прилагодиме сите. Сега, ние година дена сме немаме кај да се избањаме, просто кажано. Никој никого не прима во двор да му влезе, не да во купатило се бања. Така, ако се гледа се во обзир, значи, основни услови кога некој нема за живот и да е потпуно нормален, ќе биде како ненормален. Условите го прават човекот. Да, услови. Ето, ние сега сме, може не само година дена, ние сме веќе 10 години така, без никакви услови. Се бориме за подобрување, бараме по пријатели, ни помагат, имам полно што ни помогнале. Меѓутоа за стално некој, за сега никој не примил. Дали се обративте во некоја институција, во некоја социјална служба, побаравте помош, што ви одговорија? Ништо, ние бевме во нашиот центар за социјална работа. Социјалната работничка, пошто мајка наша тврдела дека ние сме ја бутнале куќата и социјална работничка наведела наводно дека јас и овој брат ми сме ја бутнале куќата. Точно е дека ние некој сме вадели некој дрвца од кога се најдеме во криза, пошто на долго време не ни даваше еднократна помош, со обзиром на тоа што ние немасме лична карта, таа велеше направите лична карта, ќе ви давам еднократна помош. Нешто не нуде, вака да ни помогнат да не сместат таму, не знам каде, меѓутоа не се слажат. Ова сестра, како да кажам, мора да пие некоја терапија. Беше задни пат на нервено таму, како се вика, во една болница. Ние направиме тотална грешка, извадивме. Не пие терапија. Ова, по мене сестрата и таа не пие терапија, таа треба да пие терапија. Не е свесна дека треба да пие терапија. И како се вика, овој братот, тој изгледа, кажи, за некои работи прилично нормален, на секунда изгледа прилично ненормално. Значи, тоа е секундарна депресија. Директорката во Центарот за социјални работи Куманово не информираше за ситуацијата во која се наоѓа семејството Стефановски и нивната заложба да им помогнат. Семејството вели е ставено и на листа во Народната кујна за користење на топол оброк. Центарот за социјални работи е во комуникација со останати стручни служби и институции за превземање на соодветни чекори за нивно сместување. Семејството Стефановски е долги години познато на јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово, и тие биле корисници на одредени права согласно Законот за социјална заштита. Пред 10 години дури им е изграден одреден објект кој што сега гледате во каква состојба сте го затекнале. Центарот се обидува на сите можни начини да помогне на ова семејство кое што пред се има здравствен проблем, бидејќи комуникацијата е многу тешко остварлива. Успеавме со низа пречки во однос на комуникацијата да извадиме лична документација на овие лица, односно лични карти кои што се предуслов понатаму за користење на било кое право од сферата на социјалната заштита. По однос на остварување на одредени права како резултат на нивниот здравствен проблем, а пред се и како резултат на непостоечка документација во однос на констатирање на самата здравствена состојба, не можат во момент да остварат право на постојана парична помош, како и социјална парична помош. Ние се обидуваме, бидејќи тие имат блиски сродници, да ни помогнат во однос на комуникацијата пред се со нив и комуникација со другите институции за добивање на соодветна документација и за остварување на овие права. Бидејќи станува збор за здравствен проблем, ние сме во комуникација со медицинските установи, со МВР за превземање на чекори, бидејќи во текот на изминатиот период им е понудено сместување од она што постои како опција во Чичино село, меѓутоа нивниот стил на живот, нивната здравствена состојба
укажува на тоа дека тие не сакат и не прифаќаат одредени совети и упатувања од страна на институцијата, односно од страна на стручните служби. Затоа имаме сериозен проблем со ова семејство. Хуманоста треба и понатаму да продолжи. Сите хумани граѓани кои сакаат да помогнат на сиромашното семејство Стефановски да добие монтажен објект, можат своите парични средства да ги донираат на трансакцијска сметка број 210 501 601 872 211. Примател Лидија Ѓорѓиевска, НЛБ банка, со целна дознака донација за семејството Стефановски од Куманово, согласно собраните средства, ќе се одбере и типот на монтажната куќа.